би било добро заменик министерот ова да организира средба со градоначалниците кои што пред години нешто беа избрани од страна на Социјалдемократскиот сојуз и да им се укажат на можностите кои што ги дава како и владата, така и другите фондови, бидејќи од она што го имам како информација на терен, не зборам само за општина Гази и Баба, туку зборам генерално за многу од градоначалниците кои што се од Социјалдемократскиот сојуз, или немаат капацитет, или не сакаат да се занимаваат и да аплицираат на фондовите кои што ги нуди и Светската банка и ИПА фондовите, но не аплицираат ни на финансиски средства кои што ги дава државата. Така да би било добро пред да има следниот ребаланс кога ќе биде, заменик министерката се земе како обврска да ги собере сите градоначалници и да им се укаже на сите можности кои што се укажуваат за аплицирање на овие финансиски средства, односно кога станува збор за големи проекти, како што кажав, новите градоначалници или немаат капацитет или не сакаат да се занимаваат со проектни документации. Инаку, доколку се направи водоводот во село Брњерци, кој што е пред Арачиново, тоа значи дека ќе се воспостави трасата и понатака Арачиново ќе може да добие водовод. Сега водоводот е прекинат недека во населеното место Економија и тоа значи дека доколку Брњерци добие, ќе се повторам, доколку добие Брњерци водовод, понатака таа траса многу лесно ќе се продолжи и водоснабдувањето во Арачиново, кој што се говореше претходно и бидејќи другите колеги имаа веќе претходно амандман за водоснабдувањето на Арачиново, тоа значи решавање на два проблеми во исто време. Благодарам.